Брза пруга кон Грција наместо кон Бугарија е сосема логично решение. Бизнисот со поддршка за заложбата на владата, дел од средствата кои претходната власт ги земала како кредит за изградба на пругата до Бугарија, да се пренаменат за изградба на брза пруга долж коридорот 10, по која ќе се вози до 120 км на час. Планот на владата според стопанствениците е очекуван и добре дојден, посебно ако се има предвид фактот дека Солунското пристаниште важи за една од главните трговски точки за македонската економија, која одамна апелира и на подобрување на инфраструктурата, не само кон југ, туку и кон северниот дел долж коридорот 10. Солунското пристаниште е наш најголем и број еден излез на морските рути. Број 2 ни е алтернатива евентуално пристаништето Драч, така да за очекување дека оваа рута за брза пруга кон Солун треба да добие приоритет. По приоритети дефинитивно Солун е број 1, Драч треба да е број 2. Изградбата на брза пруга долж коридорот 10 би ја поттикнало економската и трговската размена. Од Бизнис конфедерацијата на Македонија апелираат да се интензивираат активностите за овој предлог да се реализира час поскоро. Од таму гледаат можности за бенефит во делот на туризмот. Кога би се поврзало со крак и до аеродромот во Скопје, во тој случај би се зголемил потенцијалот и за патници, но поврзувањето на коридор 10 и она што се случува инвестициите од Будимпешта до Нови Сад, од Нови Сад до Белград и сега последниот крак од Белград до Ниш, значи дека ќе добиеме исто така и конкурентна предност за брзи дестинации од југот, од пристаништата во Атина и во Солун до крајната дестинација, тоа е пазарот на Европска унија. За стопанствениците е многу значајно што со реализацијата на овој проект ќе може да се зголеми конкурентноста, но и да се отворат нови пазари за извоз на домашните производи. Ќе има возможи да полесно, побрзо, во одредени случаи поевтино да можат да ги примаат и испорачуваат стоките кои им се потребни. Ние, поради тоа што имаме адекватно железничко решение со Солун, најголемиот дел од транспортот на стоки се одвива со помош на камиони. Камионскиот транспорт е секогаш поскап за разлика од железничкиот. Премиерот Мицкоски и вице-премиерот Николовски обелоденија дека минатата власт земала кредит за изградба на пруга до Бугарија која завршува во тунел. Сега владата ќе бара од ЕБОР и ЕИП дел од средствата да се пренаменат за изградба на брзата пруга на коридор 10, оти според проектот за реализација на 24 километарската пруга кон источниот сосед. Како што кажа министерот за транспорт, би значело да се уништи дел од Крива Паланка, односно 20 куќи да се срушат, да се изградат 22 тунели, а 1 километар да чини 24 милиони или целиот проект би чинел околу 560 милиони евра, а нема гаранции дека Бугарија ќе го изгради својот дел.